Дали образовниот систем во Македонија, кој што е дизајниран според Коменски пристапот, доволно ги препознава индивидуалните разлики помеѓу учениците? Дали можеме децата со надареност, учениците со типичен и атипичен развиток да ги сместиме во ист наставен процес само поради тоа што припаѓаат на една иста возрастна група? Дали образованието во Македонија е фокусирано на создавање мислечки субјекти и секако критички личности или само на поединци кои што се прилагодуваат во насока на одржување на стабилноста на општеството? За ова, но и за многу други прашања, денеска ќе разговарам со Сара Сековска од Центар за едукација Да Винчи Кидс и секако со Цанка Вилкова од Школа за брзо читање и мудро учење. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед, а темата на денешната емисија е образованието како процес за создавање на личности. Така е. Значи, првично, така како што кажа, во Монтесори системот се оди на длабока концентрација. Длабока концентрација се постигнува за нешто што ве интересира. Конкретно, Марија Монтесори вика дека во секој период, секое дете си влегува во собствена сензитивна фаза, да речеме. Понекогаш некој дете повеќе го интересира еден дел, друго дете друг дел. Во нашите школи тоа е оневозможено. Значи, вие мора сите деца тој ден, тој час да слушаат едно исто предавање. Затоа кај повеќето од нив се јавува досада, затоа што немаат интерес од сето тоа. Второ, тие се лишени од сопственото искуство. Значи, децата сакаат да учат. Тие се родени да се љубопитни и сакаат многу. И да учат, и да истражуваат. Мотивот за љубопитност кај нив постои. Ме разбирате? Особено, еве и физиолошки ќе кажеме, кога, нели, исчекуваат нешто дека ќе можат сами да направат, се лачи допаминот, за на крај да се излачи, да речеме, адреналинот кој што ги поттикнува понатака. Меѓутоа, доколку вие го одземете во процесот да поминат сами низ тоа искуство, тие не можат да го доживеат тоа нити на хормонално ниво, нити на личносно ниво го доживуваат како некаков успех во животот. Значи, ние мора да овозможиме образовниот процес да е конципиран така што тие ќе поминат низ некакви искуства. Се што е лишено од искуство и се што е само дадено во формат на книга, на табла, креда и слично, на нив не им представува задоволство. Особено понатака, нели, во горните оделенија дури и стрес им представува заради целиот тој притисок од оценувањето. Она што е надпреварување, оценување и слично кај нас во Коменски системот. Сите овие воншколски активности не зборуваме за оние програми кои што им даваат посебни вештини, него зборуваме за оваа програма која што буквално им дава алатки како да ги склопат сите тие вештини, да можат да ги стават на хартија и да ги научат многу побрзо. Значи, она фрустрација да ја намалиме. Ние имаме и индивидуален и тимски пристап на изучување на програмата. Индивидуалниот исто се преплетува низ делот на работилниците кои што ги имаме, затоа што самиот тренер го гледа процесот како напредува детето, а тимската работа пак им дава за право да самите проценат докаде постигнале, што постигнале, да направат една разлика помеѓу оној до него, оној позади него и да видат каде тој се наоѓа. Самиот да го процени својот процес на напредување во образованието. Така да секој процес на образование е идеален, но не за секое дете. За жал, државните училишта не може да му посветат на децава толкаво внимание, 30 ученици, една мајка не може да се справи со 2 деца, а со 3 тоа е веќе панаџур, а не пак една наставничка со 30 деца. Значи, зборуваме за една практична содржина,
И нормално дека таа практичност зависи од креативноста на самиот наставник. Со 30 деца треба да си многу голем креативец за да ги мотивираш, да се фокусираат на наставникот и од сето тоа да го извлечат најдоброто. Така да, многу предизвици за секој еден наставник. Ке се повикам прво на една стара наша поговорка, човекот учи додека е жив. Но така е, некои од основните постулати кои што јас ги кажав се инкорпорираат уште како мали, а потоа се е само варијација на тема, прилагодување на околината и слично. Значи, кај нас учат и воспитувачите, исто колку и децата, така, значи ние не можеме да кажеме дека знаеме многу повеќе, многу често знаеме и да научиме од децата. Меѓутоа, физиолошки земено, развојот на мозокот е во првите 6 години, особено од 3-та до 6-та година, тоа е, како Марија Монтесори вика, ум што впива, ум што обсервира и што абсорбира. Значи, тие преку цело време по нешто обсервираат и средината за нив не е медиум само низ кој поминуваат. Туку средината за нив е нешто од кое што постојано може да учат. Затоа, нели викаме, излезете во природа. Кај нив со детенце колку време поминувате од едно место на друго. Значи, тие сакаат да го видат секое камче, секое ливче и слично. Ме разбирате? Тоа е начинот на кој тие впиваат средината и биваат едно со средината после тоа. Затоа викаме дека најраната возраст е многу важна. Нешто што сакам да истакнам е дека не значи дека ако вие го ставите на некој процес детето, да речеме Монтесори процес, кај нас е 4 часа дневно. А после тоа родителите, средината и се останато се однесуваат сосема спротивно од принципите на тоа, повеќе би го збуниле детето. Ме разбирате, значи, ќе го ставиме во една ситуација на двојни аршини и слично. Мама мене ме облекува, така, и таму можам да манипулирам, да ме облеча, да ми дада да јадам и слично, ама во градинката Монтесори јас не смеам да го правам тоа и јас ќе го направам сам. Значи, сето тоа е поврзан систем. За да детето целосно усвои некаков вредносен систем, личносен систем во себе, треба во сите околини и средини каде што е да е тоа поставено така. Затоа во најголем дел од времето поминато со родителите, јас им давам и совети и насоки што сме правеле, што сме учеле, што да отстранат во својата средина, затоа што знаете како, ако имавме, може краток пример, една ситуација во која што мајка кажа дека детето дома има 250 колички кои што се купени. Ме разбирате? И јас прашувам каква е таа подготвена околина. И вика, он е обседнат со колички. Нормално, ме разбирате, кога вие ќе му купувате една работа, таа е припремената околина. Затоа јас им кажувам што се од материјали кои што се тука, а може многу често и дома да се направат. Значи, развојот и се останато како ние ќе делуваме понатака зависи и од образовниот процес, меѓутоа и од другите сегменти во животот. Многу психолози и многу истражувања се направиле во тој процес. Например, велат дека детскиот мозок до 7 години ги прима сите информации и до 7 години треба да го форсирате дете во што повеќе интелектуални вештини да се здобива со повеќе интелектуални вештини, што тука не сме да се изостави нити физкултурата, нити музиката, затоа што се е дел од процес на неговиот нормален развој. Но мислам дека нема граница, затоа што ако пак разгледаме еден податок колку процентни од нашиот мозок користиме како возрастни луѓе, тоа е смешен процент, каде се оние 100% други како една величина, затоа што нашиот мозок е се уште неиспитан и нашиве деца можат и како да примаат многу повеќе информации, за да можат после да ги, затоа што ги складираат во некои фајлови како компјутер. И еден ден сите тие фајлови ќе почнат да се отварат и тек тогаш родителите ќе видат дека се она што му го дале како вошколска активност,
како едукација, еден ден во животот ќе биде искористено на вистинскиот начин. Така да и оваа програма, кога доаѓаат родителите и децата, им велам, зашто да чекате да станете топ менаџери на некоја компанија? Значи, ја имате можноста за 6 месеци да се здобиете со овие техники, со овие инструменти кои што понатака комплетно во целиот процес на едукација ќе им бидат корисни и во процесот на професионалниот развој. Значи, самата професија педагог носи голема одговорност. И затоа јас би сакала, кога би се направила реформа во образованието, прво би требало да се почне од кадрите кои што ги продуцираме за да ги образуваат нашите деца. Што значи тоа? Значи дека педагогот како личност треба да е пред се спремен. Значи, има тука многу трпение, многу откажување од јас и моите лични потреби во моментот. Разликата е тоа што Марија Монтесори вика дека во нивниот процес педагогот е тој кој што наблюдува и обсервира. Тој воопшто не е одсутен, како што сакаат да кажат и да го представат. Напротив, наблюдувањето на децата е еден цел процес кој што кажува. Меѓутоа, Марија Монтесори вика, немојте само да направите нешто. Прво наблюдувајте, видете што треба. Зашто во првиот момент, кога вие правите нешто, правите од својата потреба, од својата лична потреба тргнувате, а не од потребата на детето. Само доколку наблюдувате кој процес се случува во детето, можете вистински да изреагирате. Значи, ако се создаде неред во училницата, да речеме, или вие постојано викате тишина, тишина, тоа е вашата потреба за тишина. Може да тука да испитаме, да речеме, зошто децата ја создале сето тоа, целиот тој неред. Значи, во основното средното образование кај нас се практикува оној модел. Доаѓа педагогот, си ги кажува своите потреби, си ја презентира својата методска единица денес и си заминува. Во Монтесори процесот, воспитувачот е тој кој што се поврзува со децата. Преку тишината. Значи, тој не е присутен со глас, за да не смета на длабоката концентрација. Ако постојано наставникот нешто кажува, постојано ќе му го одзема вниманието, затоа што знаеме дека звукот е нешто кое што ни го одзема вниманието. А треба тие сензорно да бидат растоварени од моментот. Ако се насочени кон нешто што гледаат, тогаш треба да има потполна тишина за да може да го сработа тоа. Ако ние сега се навратиме на нашето школување, прво нешто што ми доаѓа мене во глава, тоа е мојата наставничка од 1 до 4 одделение. Значи, тие се директни носители на се она што понатака ние во животот ќе го, како да кажем, ќе го надградуваме. Многу се како битен фактор и можам да кажам дека сите оние наставници кои што денес работат во делот на образованието треба прво и основно да се добро едуцирани, да се всушност да се доедуцираат самите и да го пратат развојот на целата оваа нова технологија во 21 век. И пред се, мислам, треба да се искрени, да се луѓе кои што сакаат да работат со деца и да се многу ведри. Затоа што децава ги препознаваат ведрите луѓе, позитивните, и оние кои што навистина сакаат да им пренесат некое знаење. Монтесори системот мора да се прилагодува. Значи, Марија Монтесори не била на такви маки во 1900 година, бидејќи дури и самите материјали кои што таа ги создавала се од природни материјали, нема пластика и слично, таа го правела она со ресурсите кои што ги имала. Меѓутоа, јас не сум за тоа да ние целосно ги одземеме во еден свет во кој што технологијата оди напред, не можеме нити во информативен, нити во информатички мрак да ги држиме децата. Сега како би го постигнале тоа? Прво со внатрешна контрола и внатрешен мир. Ако на децата вие им вградите
љубов кон љубопитноста и кон околината, тие сами ќе побараат да прават нешто друго. Ќе најдат дека им е досадно, да речеме, на телефон и слично. Значи, почнуваме повторно од градењето на личноста и на внатрешните ограничувања кои што ние ќе си ги дадеме. Колку ми е доволно за нешто. На почеток, секако родителите треба да бидат тука. Меѓутоа, секоја личност, како да ви кажам, секој предмет можете да употребите и да злоупотребите. И вилушката и ножот можете да ги употребите и да ги злоупотребите, исто како и сите информации што се присутни на социјалните медиуми и слично. Меѓутоа, дали ќе нешто ќе употребите или ќе злоупотребите, многу зависи од тоа како е градена личноста, со целиот идентитет и интегритет. И со можноста да избира. Ако родителите прават припремена околина попладне, дека само таблетите, телефоните и компјутерите не обкружуваат, значи тоа е околината на која ќе реагираат. Ако дадат некоја друга алтернатива, децата секогаш се за надвор, секогаш се за друг тип на игра. Така што околината која што ме припремаме, особено изборите кои што детето треба да ги прави, се тие кои што ќе направат да ги употребиме на вистински начин. Тогаш само кога им е потребно да се консултираат нешто со информациите што се на интернет. Па првиот чекор кој што нашава програма го направила е дека целиот програм, сушност 80% од програмот се следи на екран. Тука се тие презентации кои што ги добиваат децава преку екранот. Вториот момент е еден момент во делот на техниката за меморирање, каде што сакаме да го зголемиме вокабуларот на зборови кои што не се користат секојдневно. Тука им го даваме правото да ги земат своите мобилни телефони и да почнат да бараат, значи, информација за зборот, што значи неговото значење, да направат една асоциација и на тој начин да го меморираат непознатиот збор кој што е тежок и да го изговорат, а не пак да го запамтат. Што може да се каже во целиот овој систем на користење на такви технологии? Па ние живееме во 21 век. Единствениот начин кој што можеме не да им забраниме, него е децава да ги упатиме кон она што на вистина им е потребно да го читаат преку тие, да кажам, информации. Значи, затоа што многу лесно се добиваат содржини кои што всушност ги блокираат дечињата, им даваат информации кои што се непотребни. Значи, треба само да ги научиме да добиваат потребни информации и да ги користат тие информации во секојдневниот живот и во се оно што им е потребно. Морам да направам сега разлика помеѓу игра и работење. Значи, Марија Монтесори никогаш не вика дека ние си играме, туку таа вика децата работат. И никогаш не ги вика играчки, туку ги вика материјали. И во целиот тој концепт ќе сретнете дека се работи со материјали, а не се игра со играчки. Зошто? Затоа што таа им дава реални материјали за работа. Никогаш тоа не се импровизирани. Дури и денеска, за сите оние кои што го применуваат Монтесори концептот, немате, да речеме, пластични кујни во кои што тие ќе играат божем дека е, него дури во нашиот центар имаме кујна која што им е достапна на нив, па тие може да си наполнат вода, да измијат чинија и слично таму. Значи, ние учиме низ процес на работа, а не на игра. А ако сметаме игра во однос на делот на развој на крупната моторика, секако дека тука е застапено. Значи, правиме права линија, па земаме во лажичка и носиме по правата линија, да кажеме, топче или нешто слично да не ни падне. Меѓутоа, и многу други, ставаме препреки и слично, но сето тоа нема надпреварувачки карактер. Морам да споменам дека надпреварувачкиот карактер не оди во прилог нити на тие кои што победуваат, нити на тие кои што ќе се идентификуваат со поразот. Зошто? Затоа што тие кои што победуваат стануваат зависни од евалуацијата на средината која што е околу нив. И тоа е притисок кој што понатака ќе го чувствуваат дека секогаш треба да победат и разочарувањето ќе биде уште поголемо доколку некогаш не успеат нешто да направат, а не можеме сите
секогаш се да направиме. Во другиот дел, оние кои што никогаш нема да стигнат до победата или барем да бидат први, секогаш ќе се идентификуваат со некаков неуспех и тука исто правиме. Значи, штета, не го влечеме потенцијалот. Заради тоа, надпреварувачкиот карактер не мора да биде во играта секогаш важен. Тимскиот дух е оној кој што го велича и кој што е важен во Монтесори. Значи, грижа за другиот. Не да дојдете од училиште, мамо, јас направив се, прв бев, сите аплауз ми дадоа. Туку да дојде со реченица, мамо, јас денеска помогнав на едно детенце. Немаше молив, му подадов, заедно ја завршивме работата и слично. Ме разбирате? Да направиме луѓе кои што се вртат околу себе да видат што прават другите, а не само да трчаат кон сопствената цел. Така го подразбира концептот на образование и едукација Монтесори педагогијата. Програмата всушност што пред малку ви ја опишував, тоа е програма за над 3-4 одделение, но имаме и програма од 6 до 9 години каде што деца всушност им даваме крилја за сите оние прволачиња кои што не можат да се снајдат во целиот тој процес, се изгубени. Едноставно сакаме да ги мотивираме и им даваме различни техники, игриви, каде што буквално ги препознаваат зборовите, буквите, си играат со бројки, така да на тој начин таа програма има многу добар фидбек од страна на родителите и од страна на децата, тоа е најбитно. А што се однесува до, како рековте, во однос на примината на играта, да. Дали за надпревар може би ја користите надпреварувачкиот дух? Кога е тимското работење, за овие повозрастните, да кажеме, тимската работа всушност е содржина каде што брзината на читањето се мери. Сега, брзината на читањето може да биде и некој да го помине читањето брзински, затоа што не секогаш можеш да препознаеш дали дете го прочитало и дали се бори со времето без да ја свати содржината. И затоа имаме блиц прашања на таа содржина која што ја читаат, а тоа се секогаш текстови кои што се непознати за нив и имаат прашања на кои што треба да дадат одговор. И тој одговор се бодира. Дали денес Мија ќе добие повеќе бодови, дали. И тоа е еден надпреварувачки дух каде што детево ќе почне да размислува дека не треба, брзината не е суштината на тоа што треба да го одработи тука, него треба да ја научи техниката. Јас сум секогаш за инклузија, меѓутоа не за квази инклузија. Значи, инклузија каде што нема доволно подготвена средина за децата кои што треба да бидат прифатени од таа средина, а имаат своји предизвици. Значи, ова Монтесори педагогијата зошто е погодна? Затоа што првично нема надпреварување. Така, значи, не можете вие да ставите деца со различни потреби и предизвици, а после тоа да ги оценувате истите врз основа на истиот материјал. Ќе се обидам накратко да ви раскажам една слика во која што Дарвин седи пред животните и има слон, змија, мајмун и риба пред него. Има едно дрво и тој вика: ајде сега сите ќе ве оценувам за тоа кој колку е способен да се качите на дрвото. Така, значи слонот и рибата секогаш ќе сметаат дека се неуспешните. Начинот на кој ја подготвуваме околината е многу важен. Јас верувам дека има стручни лица, посебно рехабилитатори и едукатори кои што можат да направат проценка за секое дете индивидуално, дали таа средина е средина во која што ќе расте, ќе се развива, или само ќе е згрижувачка средина во која што детето ќе го помине времето, меѓутоа нема да се извади потенцијалот од него. Не знам, пак се навраќаме на она, мислам дека треба да е виртуоз тој наставник. Затоа што вниманието на детето што е надпросечно и на детето што е подпросечно во однос на иста возрастна група, значи не се сите на исто ниво, е различна. Доколку наставникот поголемо внимание му обрни на детево кое што е подпросечно и кое што му треба подолго време за да ја свати лекцијата, да ја научи, да ја разбере,
Голем предизвик е. Пак може би детево што е надпросечно ќе почне да го губи интересот. И тука ќе почне да опаѓа интересот за учење, мотивацијата и многу талентирани деца потоа се изедначуваат со оние просечни кои што потоа стануваат надпросечни и ги надминуваат сите тие надпросечни деца. Значи многу внимателно треба да се работи со нив, но тука мислам дека голем фактор треба да одиграат родителите. Затоа што секоја воншколска активност всушност го дава целиот тој процес на доедукација со тие игри, со тие поинаков тип на презентации, каде што на децава нема да им е досадно и на крај се добива резултатот дека секој си го добива колачот онолку колку што може да изеде. Така да секој дете може да напредува. Од разговорот со моите две денешни соговорнички, Цанка Вилкова и Сара Сековска, дознавме за алтернативни методики во наставниот процес и секако ефикасната дидактика при учењето. Исто така дознавме и дека паметните уреди и IT технологијата може на паметен начин да се искористи во зголемување на ефикасноста при учењето. Не заборавајте дека игрите се важен составен дел од развојот на децата и секако тие можат да ви послужат да ги тргнете од виртуелниот свет и да ги внесете малку повеќе во реалниот свет. Образовниот систем во Македонија не може доволно да ги препозна индивидуалните разлики помеѓу учениците, затоа што тие не може да се прикажат само со бројна основа, односно со референци на оценки од 1 до 5. Сепак, реформите во образованието не се само дело на една мала група на луѓе, туку сите имаме одговорност да придонесеме за подобро образование и подобра иднина на идните генерации. Ја следавте емисијата Мој збор, концепт двоглед, ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.